Куранот на македонски јазик од Алберт Сулеј. Во името на Господ, Семилосниот, Милостивиот, благодарност му припаѓа на Господ, Богот на световите, Семилосниот, Милостивиот, Владателот на судниот ден. Само Тебе те обожуваме и само од Тебе помош бараме. Упати не на вистинскиот пат, на патот на тие врз кои што Твојата благодат ја разлеа, а не на патот на тие врз кои што гневот свој го разлеа и на тие што во заблуда скршнаа. Оваа книга во која нема сомнеш е упатство за богобојазните, за тие што веруваат во гајбот, невидливото, го извршуваат намазот, молитвата и даваат од тоа со што ние ги снабдуваме. И за тие што веруваат во тоа што ти е објавено тебе и во тоа што е објавено пред тебе, и кои што цврсто веруваат во оној свет. Тоа се тие што се упатени од Господарот свој, и тоа се тие што се спасени. На тие што не веруваат на вистина им е сеено дали ти ги опоменуваш или нема да ги опоменуваш. Тие не веруваат. Господ ги запечатил срцата нивни и ушите нивни и пред очите нивни има перде и ним им следува голема казна. Има луѓе кои што велат веруваме во Господ и во другиот свет, а не се верници. Тие мислат дека ги мамат Господ и тие што веруваат, иако не чувствувајќи го тоа, самите себе си се мамат. Во срцата нивни се наоѓа болест и Господ им ја зголемува болеста. Нив ги чека болно страдање поради тоа што лажеа. И кога ќе им се каже, не правете безредие на земјата, одговараат: ние само воспоставуваме ред. Зарем така? Тие навистина се вистински интриганти, а за тоа не се ни свесни. Кога ќе им се каже верувајте како што веруваат овие луѓе, тие одговараат: зарем да веруваме како што веруваат малоумните? А навистина тие самите се малоумни, а тоа не го ни знаат. Кога ќе ги сретнат тие што веруваат, велат: веруваме. А штом останат насамо со своите шејтани ѓаволи, велат: ние сме со вас, ние само се подсмеваме. Господ на нив им се посмева и ги остава да талкат во своето безверие. Тоа се тие кои ја прифатија заблудата наместо упатството, но нивната трговија не им донесе добивка и тие не се упатени. Слични се на тие што ќе запалат оган и кога огнот ќе им ја осветли околината, Господ ќе им ја одземе светлината и ќе ги остави во мрак, па ништо не гледаат. Глуви, неми и слепи се тие и никако да се повратат кон вистинскиот пат. Или се слични на тие што за време на силниот порој од небото, каде што се темнините, татнежот и молњите поради громовите, ги ставаат прстите во уши плашејќи се од смртта, а Господ ги опфаќа неверниците. Само што не ги заслепи молњата. Кога и да им светне, тие ќе тргнат, а штом ќе останат во мрак, застануваат. А да сака Господ би им ги одзел и слухот и видот. Господ навистина може се. О, луѓе, обожувајте го Господарот ваш, кој ве создаде вас и тие пред вас, за да бидете богобојазни. Кој земјата постела, а небото кров ви ги направи. Кој од небото ви го спушта дождот и со него создава плодови. Снабдување за вас. Затоа не припишувајте му зруженик на Господ, знаејќи го тоа. А ако се сомневате во тоа што сме му го објавили на својот роб Мухамед, тогаш донесете вие едно поглавје слично на тоа. Повикајте ги божествата ваши, ако вистината зборувате. Па ако не го направите тоа, а нема да го направите, тогаш чувајте се од огнот кој е подготвен за неверниците, чие што гориво луѓето и камењата ќе бидат, а израдувајте ги тие што веруваат и што прават добри дела, дека ним им припаѓаат дженетските, рајските градини низ кои реки течат. Кога и да бидат снабдени од градините со некаков плод, велат: со ова и претходно бевме снабдени, а им беа давани само слични на нив. Во градините само чисти жени ќе имаат и во нив вечно ќе престојуваат. Навистина Господ не се срами за пример да ја наведе мушичката или нешто поситно од неа. Тие што веруваат знаат дека тоа е вистината од Господарот нивен, а тие што не веруваат велат: што сака Господ со овој пример? Со ова тој многумина остава во заблуда, а многумина на вистинскиот пат ги упатува. А во заблуда ги остава само развратниците. Тие што го прекршуваат заветот кон Господ откако е даден, го прекинуваат тоа што Господ го наредил да се одржува и прават неред на земјата. Тие се губитници. Како можете во Господ да не верувате вие, кои бевте мртви, а тој ве оживеа, а потоа ќе ве усмрти и потоа пак ќе ве оживее, а потоа нему ќе му бидете вратени. Се што е на земјата Господ го создаде за вас. Потоа ако небото се насочи и како 7 небеса го уреди, тој знае се. И кога Господарот твој им рече на мелеците, ангелите: јас на земјата ќе поставам наместник, тие запрашаа: зарем на земјата ќе го поставиш тој што на неа неред ќе шири и крв ќе пролева? А ние те величаме, заблагодарувајќи ти и те почитуваме како што тебе ти доликува. Тој одговори: јас го знам тоа што вие не го знаете. И тој го подлучи Адам со сите имиња.
а потоа ги изнесе пред мелеците и рече: кажете ми ги имињата нивни, ако ја кажувате вистината. Славен биди, рекоа тие, ние го знаеме само тоа што ти не подучи. Само ти си знаелецот и мудриот. О, Адаме, рече тој, кажи им ги имињата нивни. И кога тој им ги кажа нивните имиња, Господ рече: зарем не ви кажав дека само јас ги знам тајните на небесата и на земјата и дека само јас го знам тоа што вие го покажувате и тоа што го криете? И кога им кажавме на мелеците: поклонете му се на Адам со сечта, тие сите се поклонија освен Иблис, ѓаволот, кој одби, се вообрази и стана неверник. И ние рековме: о, Адаме, ти и твојата жена живејте во дженнетот и јадете од него од каде што сакате, но не приближувајте се до ова стебло, па со тоа неправда да си сторите. Но шејтанот ги намами да сторат греф и ги изведе од местото каде што живееа. Слезете, им рековме ние. Едни на други ќе бидете непријатели до одреденото време. Земјата ќе биде ваше живеалиште и уживање некое време. Јадам прими некои зборови од Господарот свој, па тој му прости. Тој навистина простува и милостив е. И ние рековме: слезете од него сите, од мене ќе ви доаѓа упатство и тие што ќе го следат упатството мое, ниту ќе стравуваат, ниту ќе тагуваат. А тие што нема да веруваат и кои аетите наши ќе ги негираат, жители на огнот ќе станат и во него вечно ќе останат. О, синови Израилови, сетете се на благодатите мои кои ви ги подарив и исполнете го заветот што ми го дадовте. Па и јас ќе ви го исполнам заветот што ви го дадов и плашете се од мене. Верувајте во тоа што го објавив, потврдувајќи го тоа што вие го имате, и не бидете првите кои не веруваат во тоа. Не продавајте ги моите зборови за ниска цена и плашете се само од мене. И не мешајте ја вистината со невистината, криејќи ја вистината, иако знаете. И намаз, молитва извршувајте и зекат давајте. И со тие кои го извршуваат намазот, и вие извршувајте го. Зарем од другите барате да прават добри дела, а при тоа себе си се заборавате. А вие книгата ја читате. Зарем нема да се опаметите? Барајте помој со трпеливоста и со намазот, молитвата. Тоа е навистина тешко, освен за послушните, кои се убедени дека ќе се сретнат со Господарот свој и дека нему ќе му се вратат. О, синови Израилови, сетете се на благодатите мои кои ви ги подарив и за тоа што над другите светови ве одликував. И плашете се од денот кога никој за никого нема да може ништо да направи, кога ничие посредување нема да биде примено, кога од никого откуп нема да се прими и кога на луѓето никој нема да им излезе на помош. И кога ве спасивме од луѓето на фаронот кои со најтешки маки ве мачеа, машките деца ви ги колеа, а женските во живот ги оставаа. Тоа ви беше големо искушение од Господарот ваш. И кога поради вас морето го раздвоивме и ве спасивме, а луѓето на фаронот пред ваши очи ги потопивме. И кога одредивме средба со Мојсеј, вие потоа 40 ноќи обожувавте теле, правејќи си самите себе си неправда. Потоа и покрај се ви простивме за да бидете благодарни. И кога на Мојсеј му дадовме книга и упатство за разликување на вистината од невистината, за да одите по вистинскиот пат. И кога Мојсеј му рече на народот свој: народе мој, вие навистина самите себе си неправда си сторивте прифаќајќи го телето, затоа на Создателот свој покајте му се и пристапниците кои се меѓува со смрт казнете ги. Тоа е подобро кај Создателот ваш, па ќе ви прости. Тој го прима покајанието и милостив е. И кога вие рековте: Мојсеј, ние нема да ти веруваме се додека Господ јасно не го видиме, па молња ве за шемети додека гледавте. А потоа по смртта ваша ве оживеавме за да бидете благодарни. И ние од облаците лодовина ви направивме, и мана и подполошки ви спраќавме. Јадете ги убавите јадења со кои ве снабдивме. Тие нам не ни наштетија, туку самите себе си неправда си сторија. И кога рековме: влезете во овој град и јадете колку што сакате, влезете низ портот извршувајќи сечта и кажете: прошка, па ќе ви ги простиме гревовите ваши. А на тие што прават добри дела ќе им дадеме и повеќе од тоа. Тогаш неправедните го заменија со друг зборот кој им беше даден, па ние на неправедните казна од небото им спуштивме затоа што грешеа. И кога Мојсеј за народот свој молеше за вода, ние рековме: удри со стапот свој по Карпата. Од неа 12 извори протекоа, и секое племе знаеше од кој извор ќе пие. Јадете и пијте од Господовото снабдување, и не чинете зло по земјата правејќи неред. И кога рековте: Мојсеј, ние не можеме повеќе една иста храна да јадеме, затоа замоли го Господарот свој да ни подари од тоа што земјата раѓа, зеленчук и краставици, пченица, леќа и кромит. Тој рече:
Зарем тоа што е подобро да го замените со тоа што е полошо? Одете во некоја земја, ќе го имате тоа што го барате. И понижувањето и бедата на нив падна, а и гневот на Господ на себе го навлекоа. Затоа што во Господовите докази не веруваа и затоа што веровесниците невини ги убиваа. Затоа што непослушни беа и сите граници на злото ги пременуваа. Тие што веруваа и тие што беа евреи, христијани и сабијци, а веруваа во Господ и во другиот свет и правеа добри дела, навистина ги очекува награда од Господарот нивен. И за нив нема страф и тие нема да тагуваат. И кога од вас заветот го зедовме и над вас планината Тур ја кренавме. Силно прифатете го тоа што ви го дадовме и нека ви е наум тоа што е во книгата, за да се сочувате од казната. Потоа вие отстапивте и да не беше Господовата добрина и милост кон вас, вие навистина ќе страдавте. Вам ви е веќе познато што им се случи на тие што за саботата влегоа во грев. Па ние им рековме, бидете мајмуни презрени. Тоа го направивме како помена за современиците и за нивните поколенија, а поука за богопојазните. И кога Мојсей му рече на народот свој, Господ навистина ви наредува да заколете крава, тие го запрашаа, дали се шегуваш со нас? А Мојсей им одговори, да не даде Господ да бидам од незналците. Рекоа, замоли го Господарот свој во наше име да не објасни каква треба да биде кравата. Тој вели, одговори тој, дека кравата не смее да биде ни стара, ни млада, туку помеѓу тоа, средна возраст, па сторете го тоа што од вас се бара. Замоли го Господарот свој, рекоа тие, да не објасни каква боја треба да биде. Тој вели, рече тој, дека таа кравата треба да биде светло-жолта боја, да им се допадне на тие што ќе ја видат. Замоли го Господарот свој, рекоа тие, да не објасни каква уште треба да биде, бидејќи нам кравите ни изгледаат слични, а ние неа, ако Господ сака, сигурно ќе ја пронајдеме. Тој вели, рече тој, кравата не смее да биде исцрпена одорање на земјата и од наводнување на посевите. Треба да биде без никаква мана и без никаков белег. Сега ја опише како што треба, рекоа, па ја заклаа и тоа едва и го сторија. И кога убивте еден човек, па околу него почавте да се препирате, Господ даде на виделина да излезе тоа што го скривте. Па ние рековме, удрете го мртвиот со некој нејзин дел. Ете така Господ мртвите ги враќа во живот и ви ги покажува доказите своји за да сватите. Но срцата ваши после тоа станаа тврди како камен и уште потврди. А има камења од кои реки избиваат. Има камења кои пукаат и од кои вода излегува. А навистина има и такви кои од страв пред Господ се рушат. А Господ не го занемарува тоа што вие го правите. Зарем вие се надевате дека тие, евреите, ќе ви поверуваат, иако некои од нив Господовиот говор го слушаа за откако го сватија, свесно да го искриват. Кога ќе ги сретнат верниците, тие велат, веруваме, а штом ќе останат сами едни со други, велат, зарем ќе им го кажувате тоа што Господ на вас ви го објавил, па тоа да им биде обвинение против вас пред Господарот ваш? Зарем нема да се опаметите? А зарем тие не знаат дека Господ го знае тоа што го кријат и тоа што го покажуваат? Некои од нив се неписмени и не знаат за книгата, туку само измислици, тие само измислуваат. А тешко на тие кои со своите раце пишуваат книга, а потоа велат ова е од Господ, со цел незначителна корист да излечат. И тешко ним за тоа што нивните раце го пишуваат, и тешко ним што на тој начин заработуваат. Тие велат огнот нема да не допира повеќе од неколку дена. Кажи, дали добивте ветување од Господ за тоа? Бидејќи Господ нема да го прекрши ветувањето свое, или за Господ го кажувате тоа што не го знаете. А не е така, бидејќи тие што ќе прават зло и гревовите нивни ќе ги стигнат од сите страни, тие жители на Джехенемот пеколот ќе бидат и во него вечно ќе останат. А тие што ќе веруваат и што ќе прават добри дела, тие ќе бидат жители на Дженнетот и во него вечно ќе престојуваат. И кога од синовите Израилови зедовме завет дека само Господ ќе го обажувате, и на родителите, и на брижните, и на сирачината, и на сиромашните добри дела ќе им чините, а на луѓето убави зборови ќе им говорите, и дека намазот молитвата ќе извршувате и зекет ќе давате, вие потоа освен малкумина од вас, се изопачивте и заветот го изневеривте. И кога од вас зедовме завет дека крв едни на други нема да пролевате и дека меѓусебно од домовите ваши нема да се прогонувате, вие тоа го прифативте и посведочивте. Потоа вие сепак едни со други се убивате, а поединци од вас од родниот крај ги прогонувате, помагајки се против нив
со греф и насилство, па ако ви дојдат како заробеници, вие ги откупувате, а забрането ви е да ги прогонувате. Зарем во едниот дел на книгата верувате, а другиот го негирате? Тие од вас кои тоа го прават, на овој свет само понижување може да ги стигне, а на судниот ден на најтешки маки ќе бидат ставени. Господ не пропушта да внимава на тоа што го правите. Тоа се тие кои на животот на овој свет му дале предност над животот на оној свет. Затоа страдањето нема да им се олесни, ниту некој ќе им помогне. И ние на Мојсеј книга му дадовме, и после него еден по друг пратеници праќавме. И на Исус, синот на Марија, јасни докази му дадовме, и со Гаврил му помогнавме. И кога и да ви го донесеше тоа, некој од пратениците што не им кодеше на душите ваши, вие се вообразувавте, па едните за лаги ги клеветевте, а другите ги убивавте. Тие велат, нашите срца се во обивки, а не е така, туку Господ нив ги проколнал заради неверувањето, затоа што малкуми на нив веруваат. А кога од Господ им доаѓа книга, која ја потврдува вистинитоста на тоа што го имаат, а од порано бараат помош против неверниците. Кога им доаѓа тоа што им е познато, тие во тоа не сакаат да веруваат, па Господовото проклетство нека ги стигне неверниците. Бедно е тоа за што се продадоа, да не веруваат во тоа што Господ го објавува, поради злоба што Господ од добрината своја дава кому тој сака од робовите своји и навлекува врз себе гнев по гнев, а на неверниците им припаѓа срамно страдање. А кога ќе им се каже, верувајте во тоа што Господ го објавува, тие одговараат, ние веруваме само во тоа што нам ни е објавено. И не сакаат да веруваат во тоа што им се објавува по нив, а тоа е вистината која потврдува дека е вистинито и тоа што тие го имаат. Кажи, па зошто поранешните господови веровесници ги убивавте, ако бевте верници? И Мојсеј ви донесе јасни докази и покрај се, во негово отсуство, телето го прифативте чинејки така неправда. И кога од вас заветот го зедовме, и над вас планината Турија кренавме, цврсто прифатете го тоа што ви го даваме и слушајте. Тие одговарија, слушаме, но нема да послушаме, бидејќи срцата нивни, заради неверувањето нивно, се уште беа опиени од телето. Кажи, лошо е тоа на што вашето верување ве наведува, ако воопшто сте верници. Кажи, ако кај Господ е дженнетот, обезбеден само за вас, а не и за останатиот свет, тогаш вие смртта посакајте ја, ако вистината ја зборувате. И никогаш нема да посакаат, заради тоа што го прават, а Господ добро ги познава насилниците. И сигурно ќе видиш дека повеќе копнеат за животот од останатите луѓе, па дури и од идолопоклониците. Секој од нив би сакал да живее 1000 години, а и да живее толку, тоа од казната не би го оддалечило. Господ добро го гледа тоа што тие го прават. Кажи, кој му е непријател на Гаврил, а тој со Господова волја тебе куранот на срцето ти го става, потврдувајќи ја вистиноста на тоа претходно како патогас и радосна вест за верниците. Кој му е непријател на Господ и на ангелите негови и на претениците негови и на Гаврил и на Михаел, па Господ на вистина им е непријател на тие што не веруваат. А ние тебе јасни докази ти објавуваме, во кои единствено тешките грешници не сакаат да веруваат. Зарем секој пат кога некоја обврска ќе преземат, некоја група од нив ја отфрла, бидејќи повеќето не веруваат. А кога од Господ им дојде пратеник, потврдувајќи дека е вистинито тоа што веќе го имаат, дел од тие на кои книгата им е дадена, Господовата книга зад грб ја отфрлија како да не знаат. И го следа тоа што сатаните за владењето на Соломон го кажуваа, а Соломон не беше неверник, туку неверници се сатаните кои ги подочуваат луѓето за магиите во Вавилон, на Харут и Марут, а тоа не им беше објавено на двајцата ангели. Тие двајца никого не поучуваа се додека не му кажеа, ние само искушуваме, а ти немој да бидеш неверник. И луѓето од нив двајца учеа како мажот од жената да го разведат, но тие не можеа на никого без одобрение од Господовата волја да му наштетат. Го учеа тоа што ќе им наштети и од што нема да имаат корист, иако знаеа дека тој што таа вештина ќе стекне на другиот свет, никаква среќа нема да има. А навистина е бедно тоа за што се продадоа, само кога тие би знаеле. А да веруваат и да се плашат, наградата од Господ многу подобра би им била, само кога би знаеле. О, верници, не велете рајна, туку кажете унзурна. И слушајте,
а на неверниците болна казна им припаѓа. Следбениците на Библијата кои не веруваат, а ни идолопоклониците не сакаат од Господарот ваш какво било добро да ви се објави, а Господ милоста своја дарува кому тој сака. Господ е неизмерно добар. Ние ниту еден ајет не менуваме, ниту пак во заборав го оставаме, а подобар или сличен на него да не донесеме. Зарем ти не знаеш дека Господ може се? Зарем ти не знаеш дека власта и на небесата и на земјата му припаѓа на Господ и дека освен Господ ни заштиник ни помошник немат? Зарем да барате од својот пратеник како што претходно бара од Мојсеј, а кој своето верување ќе го замени со неверување, тој заталкал од вистинскиот пат. Многумино следбениците на книгата Библијата би сакале поради својата пакост по вашето верување да ве вратат во неверување, иако вистината им стана јасна. Но вие простете им и преминете преку тоа, додека Господ својата одлука не ја донесе. Господ на вистина е семоќен. И намаз молитва извршувајте и зекат давајте, а за доброто кое за себе ќе го дадете, кај Господ ќе го најдете. Господ на вистина гледа што правите. Тие велат, во дженнетот нема да влезе никој освен тој што ќе биде евреин или христијанин. Тоа се нивни пусти желби. Кажи, дајте свој доказ доколку вистината зборувате. Но не е така. Тој што ќе му биде предаден на Господ и ќе прави добри дела, го очекува награда кај Господарот негов. Таквите од ништо нема да се плашат, ниту пак за нешто ќе тагуваат. Евреите велат, христијаните не се на вистинскиот пат, а христијаните велат, евреите не се на вистинскиот пат, а тие книгата ја читаат. Така говорат тие што не знаат. Господ на судниот ден ќе им пресуди за тоа за што не се согласуваа. Има ли поголем насилник од тој кој што забранува во Господовите џамии името негово да се спомнува и кој што работи на тоа истите да се срушат? Таквите би требало во нив само со страв да влегуваат. Тие на овој свет ќе доживеат понижување, а на другиот свет ги чека голема казна. На Господ му припаѓаат и истокот и западот. Каде и да се свртите, таму е Господовото лице. Господ е навистина неизмерно добар и тој знае се. Неверниците велат, Господ си зел дете за себе. Возвишен нека е тој, напротив, нему му припаѓа се што е на небесата и на земјата, и нему се му се покорува. Тој е создателот на небесата и на земјата, и кога нешто ќе одлучи, тој само ќе каже, биди и тоа бива. А тие што не знаат велат, Господ би требало со нас да разговара или некаков доказ да ни даде. Така скоро со исти зборови говореа и тие пред нив, а и срцата им се слични. А ние доказите им ги објаснуваме на луѓето што цврсто веруваат. Ние ти испративме со вистината, Мухамед, радосни вести и опомена да донесеш, а ти нема да бидеш прашан за тие што ќе бидат во џехеннемот. Ни евреите, ни христијаните нема да бидат задоволни од тебе, се додека не ја следиш нивната вера. Кажи, само Господовиот пат е вистински пат, а кога би ги следел желбите нивни, покрај знаењето кој си го добил, никој не би можел да те заштити од Господ, ниту да ти помогне. Тие на кои што сме им ја објавиле книгата, па ја читаат вистинето и исправно, тоа се тие што веруваат во неа, а тие што нема да веруваат во неа, тоа се сигурни губитници. О, синови Израилови, сетете се на благодата моја која ви ја подарив и што над останатите луѓе ве одликував. И плашете се од денот кога никој за никого нема да може ништо да стори, кога никого откуп нема да се прими, кога никому за земањето нема да му користи и кога никој нема да им помогне. А кога Аврам беше ставен во искушение со неколку зборови од Господарот негов, па тој потполно ги изврши, Господ рече, ќе направам ти да им бидеш предводник на другите луѓе. И некој од моите потомци? Запраша тој. Ветувањето мое не ги опфаќа насилниците, му одговори. И Каба, прибежиште и сигурно место за луѓето ја направивме, местото на кое стоеше Аврам. Нека ви биде простор за кој намаз, молитва ќе извршувате. И на Аврам и Исмаил им наредивме, храмот мој исчистете го за тие што ќе го обиколуваат, кои тука ќе престојуваат и руку и сеќде ќе извршуваат. И кога Аврам замоли, Господару мој, направи го ова место безбедно престојувалиште и снабди ги со плодови жителите негови, тие меѓу нив кои ќе веруваат во Господ и оној свет. Тој рече,
На тој што нема да верува, ќе му дадам одредено време да ужива, а потоа ќе го присилам во пеколниот оган да влезе, а тоа е грозно престојувалиште. И додека Аврам и Исмаил, темелите на Каба ги зидаа, молеа: Господару наш, прими го ова од нас, бидејќи ти навистина се слушаш и се знаеш. Господару наш, направи не нас двајца да ти бидеме предани муслимани и нашите потомци да ти бидат предани. Покажи ни ги обредите наши и прости ни, бидејќи ти го примаш покајувањето и милостив си. Господару наш, испрати им пратеник, еден помеѓу нив, кој ајетите твои ќе им ги кажува и за книгата и за мудроста ќе ги научи и ќе ги исчисти, бидејќи ти си навистина силниот и мудриот. Верата на Аврам ја одбегнува само тој што не е достоен на себе си. Ние него го одбравме на овој свет, а и на оној свет ќе биде меѓу добрите. Кога господарот негов му рече: биди послушен, тој одговори: јас сум му послушен на господарот на световите. И кога Аврам, како и Јакуб, Јов библиски, тоа им го остави во аманет на своите синови: синови мои, Господ ви ја одбра вистинската вера и никако не умирајте поинаку, туку само како муслимани. Дали бевте присутни кога на Јов смртниот час му дојде и кога синовите своји ги праша: кого откако ќе умрам ќе го обожувате? Ќе го обожуваме, одговорија: твојот Бог, Богот на твоите предци, Аврам и Исмаил, Исак, единиот Бог, и ние нему му се покоруваме. Тој народ поминал, нему му припаѓа тоа што го заслужил, а вам тоа што ќе го заслужите, и вие нема да бидете прашани за тоа што тие го работеле. Тие велат: бидете евреи или христијани и ќе бидете на вистинскиот пат. Ти кажи: не, ние сме во верата на Аврам. Тој исправно веруваше, тој никого за рамен на Господ не му припишуваше. Кажете: ние веруваме во Господ и во тоа што ни се објавува, и во тоа што му беше објавено на Аврам и на Исмаил и на Исак и на Јов и на внуците, и во тоа што му е дадено на Мојсей и на Исус, и во тоа што им е дадено на веровесниците од Господарот нивен. Ние не правиме никаква разлика меѓу нив и ние само нему му се покоруваме. Па ако веруваат во тоа во што вие верувате, на вистинскиот пат се, а ако главите ги свртат, тогаш тие се далеку од вистинскиот пат и Господ од нив сигурно ќе те заштити, бидејќи тој се слуша и се знае. Држете се за Господовата вера, зарем има поубава вера од Господовата. Ние само него го обожуваме. Кажи, зарем со нас расправате за Господ кога тој е и наш и ваш Господар? Нам ни припаѓаат нашите дела, а вам вашите дела, а ние сме искрени кон него. Како можете да зборувате дека Аврам, Исмаил, Исак, Јов и внуците нивни биле евреи или христијани? Кажи, знаете ли подобро вие или Господ? Зарем некој е понеправеден од тој што го крие сведоштвото за вистината од Господ, а Господ внимава на тоа што го правите. Тој народ беше исчезна, нему му припаѓа тоа што го заслужил, а на вас тоа што ќе го заслужите. И вие нема да бидете прашани за тоа што тие го работеле. Некои малумни луѓе ги речат: што ги одврати од киблата нивна, кон која се насочуваа? Кажи, Господови се и истокот и западот, тој го упатува на вистинскиот пат кого тој сака. И така ве направивме средишна заедница, за да им бидете сведоци на останатите луѓе, и за пратеникот да ви биде сведок вам. И ние ја сменивме киблата кон која претходно се насочуваше, само за да укажеме на тие што го следат пратеникот и на тие што не веруваат, бидејќи тоа навистина им беше тешко на сите, освен на тие на кои Господ им укажал на вистинскиот пат. Господ нема да дозволи да пропадне верувањето ваше, а Господ кон луѓето е навистина многу благ и милостив. Ние гледаме како со копнеш гледаш кон небото и ние сигурно ќе направиме да се насочуваш кон киблата кон која сакаш. Па сврти го затоа лицето свое кон Месџидил Харам, и кај да сте лицата своји свртете ги на таа страна. На вистина тие на кои што им е дадена книгата знаат дека тоа е вистина од Господарот нивен, а Господ не е немарен кон тоа што тие го прават.
И кога ти би им ги донел сите докази на тие на кои што им е дадена книгата, тие пак нема да ја прифатат твојата кибла, како што ни ти нема да ја прифатиш нивната кибла, ниту пак некој ќе прифати нечија кибла. А кога би ги следел нивните желби, откако веќе ти дојде знаењето, тогаш ти сигурно би бил неправеден. Тие на кои што им ја дадовме книгата го познаваат Мухамед, како што синовите своји ги познаваат, но некои од нив на вистина свесно вистината ја прикриваат. Вистината е од Господарот твој, па затоа никако не биди од тие што се сомневаат. Секој има свој правец кон кој се насочува, па напредувајте се во правење добри дела. Каде и да сте, Господ ќе ве собере, Господ на вистина може се. И на секое место на кое ќе се најдеш, ти лицето свое во правец на светиот храм сврти го. Тоа на вистина е вистината од Господарот твој. Господ не го занемарува тоа што го правите. И од секое место на кое ќе се најдеш, ти лицето свое кон светиот храм сврти го. И каде и да се наоѓате, вие лицата своји кон него, светиот храм свртете ги. За луѓето да немаат што да ви приговарат, освен тие меѓу нив кои чинат неправда. Не плашете се од нив, туку плашете се од мене, за благодата своја кон вас да ја потполнам и за да бидете на вистинскиот пат. Ние ви испративме еден од вас како пратеник, за нашите ајети да ви ги кажува, да ве исчисти и за книгата и за мудроста да ве подучи, и за тоа што не го знаевте да ве научи. Па сеќавајте се на мене и јас ќе се сетам на вас, и заблагодарувајте ми и не бидете неверници. О, верници, барајте за себе помош во трпеливоста и во намазот молитвата, Господ на вистина е на страната на трпеливите. И не велете за тие што загинале на Господовиот пат, мртви се. Не, тие се живи, но вие тоа не го знаете. Ние ќе ве ставаме на искушение, малку со страв и со глад и со губење на имотите, животите и посевите ваши, а ти израдувај ги трпеливите. Тие кои кога ќе ги знајде некаква неволја, само велат, ние сме Господови и нему ќе му се вратиме. Ним им припаѓаат благословите од Господарот нивен и милоста, тие се на вистинскиот пат. Сафа и Мерва на вистина се Господови обредни места, затоа тој што ќе посети Каба заджилак или умра, не прави никаков престап ако ги обиколи. А тој што доброволно ќе направи некое добро дело, па Господ е на вистина благодарен и знае се. Тие што ќе ги кријат јасните докази кои што ние ги објавивме и вистинскиот пат откако на луѓето во книгата им го означивме, Господ ќе ги проколне, а ќе ги проколнат и тие што проколнуваат. Исклучок ќе бидат тие што ќе се покајат и што ќе се поправат, и што тоа јавно ќе го исполнат. На таквите јас ќе им простам, бидејќи јас сум тој што го прима покајанието и милостив сум. На тие што не веруваат и што ќе умрат како неверници, им следи проклетството од Господ, од ангелите и од сите луѓе. Во него вечно ќе останат, а страданието нивно нема да се намалува, ниту ќе им се одложува. А вашиот Бог е еден Бог, нема друг Бог освен Него, семилосниот, милостивиот. Во создавањето на небесата и на земјата, во менувањето на ноќта и денот, во бродот кој по морето плови, натоварен со корисен товар, за луѓето и во дождот што Господ го спушта од небото, па така во живот ја враќа земјата по нејзиното мртвило, по која расеал секакви живи суштества, и во промената на ветровите и во облаците кои лептат помеѓу небото и земјата, на вистина има знаци за тие што разбираат. Има луѓе кои наместо Господ обожуваат идоли, ги сакаат како што Господ се сака, но вистинските верници уште повеќе го сакаат Господ, а само кога би знаеле насилниците, кога ќе ја доживеат казната, ќе видат дека само на Господ сета мок му припаѓа и дека Господ стравотно казнува. Кога тие што беа следени ќе се откажат од своите следбеници и кога врските што ги врзувале ќе бидат прекинати и тие казната ќе ја искусат. Тогаш нивните следбеници ќе извикаат, да можеме само за еден момент да се вратиме, па и ние да се откажеме од нив, како што и тие се откажа од нас. Ете така Господ ќе им ги прикаже нивните дела, погубни за нив, и тие од огнот нема да излезат. О, луѓе, јадете од тоа што е на земјата, што е дозволено и убаво,
и не следете ги ѓаволските стапки, бидејќи тој ви е очигледен непријател. Тој ве тера на грев и разврат, и за Господ да го зборувате тоа што не го знаете. И кога ќе им се каже, следете го тоа што го објавил Господ, тие одговараат, не, туку ќе го следиме тоа на што ги сатекнавме нашите предци. Зарем и тогаш кога нивните предци ништо не сваќаа, ниту пак на вистинскиот пат беа? Тие што не сакаат да веруваат се слични на тој што вика, но и самиот не слуша ништо освен повик и лелек. Тие се глуви, неми и слепи. Тие ништо не сваќаат. О, верници, јадете од добрата храна со која ве снабдивме и бидете му благодарни на Господ, ако навистина само него го обожувате. Тој навистина ви ги забранува мршата, крвта, свинското месо и тоа што е заклано во нечие друго име, а не во Господовото. А на тој што ќе биде приморан без своја волја и алчност, тогаш не е негов грев, Господ навистина простува и милостив е. Навистина тие што го кријат тоа што Господ во книгата го објавил и тоа што го продаваат за ефтина цена, тие во стомаците свој само оган натрупуваат. На судниот ден Господ нема ниту да им се обрати, ниту ќе ги исчисти. Нив ги чека болна казна. Тоа се тие кои наместо вистинскиот пат заблудата ја избраа, а наместо прошка казна заслужија. А колку се само тие трпеливи за огнот. Тоа е така затоа што Господ ја објави книгата со вистината, а тие што не се согласуваат за книгата, на вистина се во голема неслога. Добродетелството не е во тоа да ги вратите вашите лица кон исток и запад, туку добродетели се тие што веруваат во Господ, во оној свет, во ангелите, во книгите, во веровесниците и тие што од имотот свој, иако им е мил, им даваат на роднините, на сирачињата, на сиромашните, на патниците, на питачите и за откуп од робство и тие што намазот молитвата ја извршуваат и зекат даваат и кои кога ќе ги пресемат обврските своји, ги исполнуваат. И тие што се издржливи во немаштијата и во болеста и за време на борба, тоа се тие што се искрени и тоа се тие што се богобојазни. О, верници, ви се пропишува одмаца за убиените, слободен за слободниот, роб за робот, жена за жената. А тој за кого од неговиот брат ке се даде некаков откуп, нека врати со добро, а и тој нека покаже добродетелство. Тоа е олеснување од Господарот ваш и милост, а кој и после тоа ќе изврши насилство, ќе има болна казна. Во одмацата ви е животот, о вие, обдарени со разум, за да бидете богобојазни. Кога некому од вас смртта ќе му се приближи, па зад себе остава имот, пропишано ви е како вид на добродетелство на родителите и на блиските тестамент да им оставите, што е обврска за богобојазните. Тој што тоа ќе го измени откако чул како гласи, гревот на вистина паѓа на тие што менуваат, а Господ на вистина слуша и знае. Па кој се плаши за оставителот на тестаментот, дека направил грешка или грев, па тоа соодветно помеѓу нив го среди, не сгрешил. Господ на вистина простува и милостив е. О, верници, ви се пропишува пост, како што им е пропишан и на тие пред вас, за да бидете богобојазни. Одреден број денови, а за тој од вас што е болен или пак патува, да го испости истиот број денови. На тие што тешко го поднесуваат, откупиме да нахранат еден сиромашен. А кој доброволно даде и повеќе, тоа подобро е за него, а да знаете, подобро ви е да постите. Во месецот Рамазан започне објавувањето на Куранот, кој е патоказ за луѓето, јасен доказ за вистинскиот пат и разликување на доброто од злото. Кој од вас ќе биде дома во тој месец, нека пости, а кој ќе биде болен или ќе биде на пат, нека го испости истиот број денови. Господ сака да ви олесни, а не да имате потешкотии. Одреден број денови да испостите и Господ да го величате за упатството кое ви го даде и благодарни да бидете. А кога робовите мои ќе те прашаат за мене, јас сум сигурно близко. Се одзивам на молбата на молителот која ќе ме замоли, затоа нека се одзвијат тие на мојот повик и нека веруваат во мене за да бидат на вистинскиот пат. Ви се дозволува во ноќите на постот да имате однос со сопругите своји, тие се ваша облека, а вие сте нивна облека. Господ знае дека ви беше тешко, па го прифати вашето покаяние и ви прости. Затоа сега состанувајте се со нив и копнете за тоа што Господ веќе ви го одредил. Јадете и пијте, се додека не бидете во можност
да го разликувате белиот конец од црниот конец во мугрите. А потоа надополнете го постот се до ноќта. Со жените не смеете да имате однос додека сте во итикаф во џамиите. Тоа се Господовите граници и не приближувајте им се. Така Господ им ги објаснува на луѓето прописите своји за да бидат богобојазни. Не трошете го имотот едни на други на нечесен начин, давајќи им дел на судиите за нагрешен начин и свесно дел од имотот на луѓето да си присвоите. Тие прашуваат за младите месечини, кажи, тоа им се ознаки на луѓето за време и за аджилак. Не е добродетелство да влегувате во куќите од задната страна, туку добродетел е тој што е богобојазен. Во куќите влегувајте од вратите нивни и плашете се од Господ за да успеете. И борете се на Господовиот пат против тие што се борат против вас, но не преминувајте ги границите. Господ навистина не ги сака тие што ги пречекоруваат границите. И убивајте ги каде и да ги сретнете, и прогонете ги од каде што тие вас ве прогонија. А идолопоклонството е полошо од убивањето. И не борете се со нив кај светиот храм, додека тие таму не ве нападнат. Ако ве нападнат, тогаш убивајте ги. Таква е казната за неверниците. А ако престанат, па Господ навистина простува и милостив е. И борете се против нив се додека не исчезне идолопоклонството и додека Господовата вера да може слободно да се исповеда. Па ако престанат, тогаш непријателството престанува, а единствено против насилниците останува. Светиот месец е за свет месец, а и во светите месеци вреди од маздата. На тие што ќе ве нападнат, возрадете им со иста мерка и плашете се од Господ и знајте дека Господ е на страната на богобојазните. И трошете го имотот на Господовиот пат. И самите себе си во пропаст не доведувајте се. И правете добро, Господ навистина ги сака добродетелите. А джилакот и умрата заради Господ извршете ги. А ако бидете спречени, тогаш курбаните кои ќе ви се најдат при рака соколете ги. А главите своји, додека курбаните не стигнат до местото свое, не бричете ги. А ако некој меѓу вас се разболи или главоболка го мачи, со пост, со милостина или со курбан нека се искупи. Кога ќе бидете безбедни, кој ќе изврши умра, со аджилакот нека заколе курбан до кој ќе може да дојде. А тој што не може да го најде, нека пости 3 дена во деновите на аджилакот и 7 дена откако ќе се врати, односно полни 10 дена. Тоа е за тој чие што семејство не е присутно во светиот храм. И плашете се од Господ и знајте дека тој жестоко казнува. Аджилакот е во познатите месеци. Тој што ќе се обврзе дека во нив ќе изврши аджилак, не смее да има однос со сопругата, ниту нешто лошо да прави, ниту да се препира во текот на аджилакот. А за доброто кое ќе го сторите, Господ знае. Снабдете се за напад, а најдоброто снабдување е богобојазноста. И плашете се од мене, о вие со разум обдарени. Не ви е греф од Господарот свој да барате некој добро. А кога ќе тргнете од Арефат, спомнувајте го Господ кај Мешарил Харам. Спомнувајте го, бидејќи тој ве упати, а претходно бевте во заблуда. А потоа тргнете од каде што тргаат останатите луѓе и барајте прошка од Господ. Господ навистина простува и милостив е. А кога ќе завршите со обредите ваши, спомнувајте го Господ како што ги спомнувате предците ваши, па и повеќе од тоа. Има луѓе што велат: Господару наш, дај ни ти нам на овој свет. Тие од добрата на оној свет нема ништо да имаат. А има и такви што велат: Господару наш, дај ни добро на овој и на оној свет и сочувај ни од казната во огнот. Ним им припаѓа наградата која ја заслужија. Господ навистина брзо ги израмнува сметките. И спомнувајте го Господ во одредените денови, а на тој што ќе побрза, па ќе го стори тоа во 2 дена, не му е грев, како што не му е грев ни на тој што подолго ќе остане, доколку е богобојазен. И плашете се од Господ и знајте дека пред него сите ќе бидете оживеани. Има луѓе чии што зборови за животот на овој свет те одушевуваат и кои се повикуваат на Господ како сведок за тоа што е во срцата нивни, а тие се најлути противници. Штом некој од нив се сврти од тебе, тргнува по земјата неред да прави, уништувајќи ги посевите и добитокот, а Господ не сака неред. И кога ќе му се рече: плаши се од Господ, тој тогаш се гордее со грешењето, па доволен му е џехеннемот, а тој навистина е грозно живеалиште.
Има луѓе кои се жртвуваат тежнејки кон Господовото задоволство, а Господ е милостив кон робовите своји. О, верници, влезете во исламот потполно и не одете по стапките на сатаната. Тој ви е навистина отворен непријател. А ако скршнете, откако ви дојдоа јасни докази, тогаш знајте дека Господ е силен и мудар. Чекаат ли тие да им дојде Господ во темнините и облаците, и ангелите, и да биде крај на се, а на Господ се му се враќа? Прашај ги синовите Израилови колку јасни докази им дадовме, а тие што ја заменуваат благодатта Господова, откако веќе им дојде, па Господ навистина стравично казнува. Животот на овој свет им е разубавен на неверниците, и тие им се подсмеваат на верниците. А на судниот ден, тие што се плашеле од Господ, ќе бидат над нив, а Господ снабдува кого сака, без сметка. Сите луѓе сочинуваа една заедница, па Господ ги праќаше веровесниците да донесуваат радосни вести и опомена. И по нив ја праќаше книгата со вестината, за понеа да им се суди на луѓето за она за што тие не се согласуваа. А повод за несогласувањето беше меѓусебната завист, токму од страната на оние на кои им е дадена книгата, и тоа кога веќе им дојдоа јасни докази, и потоа Господ по волјата своја ќе ја упатеше верниците да ја сватат вистината за она за што не се согласуваа. А Господ го упатува на вистинскиот пат тој кого тој сака. Зарем мислите дека ќе влезете во рајот, а се уште не сте го искусиле тоа што го искусија тие што пред вас беа и исчезнаа? Нив сиромаштија и болест ги сноѓаше, и толку беа вознемирувани, што и пратеникот и тие што со него веруваа, велеа: кога веќе ќе дојде Господовата помош? Ете, Господовата помош е навистина блиску. Те прашува што да даваат. Кажи, имотот кој ќе го давате нека им припадне на родителите и на роднините, на сирачињата, на сиромашните и на патниците. А за доброто кое ќе го правите, Господ сигурно знае. Ви се пропишува борба, иако не ви е по волја, може би не сакате нешто, а тоа е добро за вас. Може би сакате нешто, а тоа е лошо за вас. Господ знае, а вие не знаете. Тие прашуваат за светиот месец, за војувањето во него. Кажи, војувањето во него е голем грев, но неверувањето во Господ и одвраќањето од неговиот пат и од светиот храм и прогонувањето на неговите жители од него е уште поголем грев кај Господ, а идолопоклонството е поголем грев од убивањето. Тие непрекинато ќе се борат против вас, за да ве одвратат од верата ваша, доколку можат, а тие меѓу вас кои од верата ќе отпаднат и како неверници ќе умрат, нивните дела ќе бидат поништени. И на овој свет и на оној свет жители на огнот ќе бидат и во него вечно ќе останат. Тие што веруваат и што ќе се иселат и ќе се борат на Господовиот пат, тие се надеваат на Господовата милост, а Господ простува и милостив е. Те прашуваат за виното и за коцкањето. Кажи, во двете има штета, а и користи за луѓето. Само што гревот од нив е поголем од користа нивна, и те прашуваат што да даваат милостина. Кажи, вишокот, ете така Господ ви ги објаснува прописите за да размислите, и за овој и за оној свет. И те прашуваат за сирачињата. Кажи, да им се помогне на нив е добро, а ако живеете заедно со нив, па тие се ваши браќа. Господ ја знае разликата меѓу расипникот и добродетелот. Да сакаше Господ можеше да ви го пропише и тоа што ви е тешко. Тој е навистина силен и мудар. Не женете се со идолопоклоничките се додека не станат вернички. Навистина робинката верничка е подобра од идолопоклоничката, макар и да ви се допаѓа. Не мажете вернички за идолопоклоници се додека не станат верници. Навистина робот верник е подобар од идолопоклоникот, макар и да ви се допаѓа. Тие повикуваат во огнот, а Господ со волјата своја повикува кон рајот и простување, и им ги објаснува знаците своји на луѓето, за да се подсетуваат. И те прашуваат за месечниот циклус. Кажи, тоа е непријатност, затоа немојте да имате интимни односи со сопругите за време на нивниот месечен циклус. И не приоѓајте им се додека не се искапат, а кога ќе се искапат,
приоѓајте им така како што Господ ви наредил. Господ навистина ги сака тие што се каат и ги сака тие што се чистат. Сопругите ваши се ниви ваши, и вие приоѓајте им на нивите ваши како што сакате, а подгответе нешто и за душите своји, и плашете се од Господ и знајте дека ќе се сретнете со Него. А ти израдувај ги вистинските верници, и заклетвата во Господ нека ви биде препрека да правите добро. Од Господ да се плашите и луѓето да ги помирувате, а Господ се слуша и се знае. Господ нема да ве казни ако се заколнете ненамерно, но ќе ве казни ако под заклетва направите нешто намерно, а Господ простува и плаќа. Тие што ќе се заколнат дека нема да им се приближуваат на сопругите своји, ќе почекаат 4 месеци, па ако им се вратат на жените, Господ навистина простува и милостив е. А ако одлучат да се разделат, па Господ навистина се слуша и се знае. Разведените жени нека чекаат 3 своји месечни циклуси и не им е допуштено да го кријат тоа што Господ го создал во матките нивни, ако веруваат во Господ и оној свет. Мажите нивни имаат право додека тие чекаат да ги повратат, ако сакаат што било да поправат. Тие жените имаат исто толку права колку и должности, по тоа што е познато, а мажите имаат предност над нив за 1 степен, а Господ е навистина силен и мудар. Разводот може да биде 2 пати, пошто или великодушно задржете ги или на убав начин развод дадете им. А вам не ви е допуштено да земате што било од тоа што сте им го подариле, освен ако двајцата се плашат дека Господовите прописи нема да ги извршуваат. А ако стравувате дека двајцата Господовите прописи нема да ги извршуваат, тогаш не прават грев таа да се откупи. Тоа се Господовите граници, па не пречекорувајте ги, а тие што Господовите граници ги пречекоруваат, тие се неправедни. А ако повторно ја разведе, после тоа таа не му е допуштена се додека не се омажи за друг маж. Па ако овој ја разведе, тогаш не е грев двајцата повторно заедно да бидат, ако мислат дека Господовите прописи ќе ги извршуваат. Тоа се Господовите граници кои тој им ги објаснува на луѓето кои знаат. Кога ќе ги разведете сопругите, па тие ќе го исполнат својот разводен рок, тогаш или на убав начин задржете ги, или широкоградно отпремете ги. И не задржувајте ги, нанесувајќи им штета, а тој што така ќе постапи, себе си насилство си сторил. Не играјте си со Господовите прописи и сетете се на Господовата благодат кон вас и што ви ги објавил книгата и мудроста, со кој што ве советува. Плашете се од Господ и знајте дека Господ знае се. А кога ќе ги разведете сопругите ваши и тие ќе го исполнат својот разводен рок, не пречете им тие повторно да се омажат за своите сопрузи, кога ќе се сложат дека убаво ќе живеат. Со ова се советуваат тие меѓу вас кои веруваат во Господ и во оној свет. Тоа ви е почисто и почестито, а Господ знае, а вие не знаете. Мајките нека ги дојат децата своји полни 2 години, доколку сака доењето да биде потполно. Таткото на детето е должен според својата можност да го храни и да го облекува на примерен начин. Никој нека не се задолжува над можностите своји. Мајката не смее да трпи штета заради детето свое, а ниту таткото заради детето свое. И наследникот има слични обврски. А ако тие двајцата на убав начин и со договор одлучат детето да го одбијат, не се грешни. А ако посакате на децата своји, доилка да им најдете, не правите грев кога ќе го предадете тоа што на убав начин сакате да го дадете. Плашете се од Господ и знајте дека Господ добро гледа што правите. Сопругите се должни да чекаат 4 месеци и 10 дена по смртта на своите сопрузи. И кога тие ќе го исполнат пропишаниот рок, вие не сте одговорни за тоа што тие по прописот ќе го направат, а Господ добро го знае тоа што го правите. И не е греф ако на тие жени им дадете до знаење дека ќе ги запросите, или ако тоа во душите ваши го криете. Господ знае дека за нив ќе размислувате, но потајно ништо не им ветувајте, туку само честно говорете им.
И не решавајте се за брак пред да истече пропишаното време за чекање. И имајте на ум дека Господ знае што има во душите ваши, па сочувајте се од Него и знајте дека Господ простува и дека е благ. Не е грешно ако се разведете од сопругите пред да стапите во однос со нив или пред да им ги одредите венчалните дарови. И широкоградо дарувајте ги со дар според прописите, богатиот според својата положба, а сиромавиот според својата. Тоа е должност за тие што сакаат добро дело да направат. А ако се разведете пред да стапите во однос со нив, а веќе сте им одредиле венчални дарови, тие ќе задржат половина од тоа што сте го одредиле, освен ако не се откажат или ако не се откаже тој што одлучува за склопувањето на бракот. А доколку вие се откажете од даровите, тоа е поблизу до богобојазноста. И не заборавајте да бидете добри едни кон други. Господ навистина гледа што правите. Чувајте го намазот молитвата, особено средниот намаз, и пред Господ понизно стоите. А ако стравувате од нешто, тогаш клањајте одејки или јавајки. А кога сте на сигурно, спомнувајте го Господ така како што Тој ве научи на тоа што вие не го знаевте. На тие меѓу вас на кои смртта им се приближува, а кои зад себе ги оставаат сопругите, треба со тестамент за 1 година однапред издржка да им обезбедат, а тие жените да не се оддалечуваат од домот. А ако самите го напуштат, вие не сте грешни за тоа што тие со себе според прописите ќе го сторат, а Господ е силниот и мудриот. На разведените жени им припаѓа отпремнина во склад со прописот и тоа е обврска за богобојазните. Така Господ ви ги објаснува своите прописи за да размислите. Зарем не знаеш за тие што поради стравот од смртта избегаа од својата земја, а беа и јадници? Па Господ им рече, умрете, а потоа ги оживеа. Господ е навистина добар кон луѓето, а повеќето луѓе се неблагодарни. И борете се на Господовиот пат и знајте дека Господ се слуша и се знае. Кој е тој кој на Господ доброволно заем ќе му даде, па тој многократно ќе му врати. Господ ускратува и обилно дава, и нему ќе му се вратите. Зарем не знаеш дека прваците на синовите Израилови после Мојсей на својот веровесник му рекоа: испрати ни крал за да се бориме на Господовиот пат. Може би вие нема да се борите, ако ви биде пропишана борбата, рече тој. Зошто да не се бориме на Господовиот пат, рекоа, а ние од земјата наша сме прогонети и од синовите наши одвоени. А кога им се пропиша борбата, тие освен малкумина избегаа, а Господ добро ги знае тие што неправедно постапуваа. Господ ви го прати Талут за владетел. Им рече нивниот веровесник: како може тој да не биде владетел кога ние сме подостојни од него за да владееме? Нему е дадено ниту големо богатство, рекоа тие. Господ го избра него за да владее со нас, рече тој, и со големо знаење и со телесна сила го обдари. Господ дава власт кому тој сака. Господ е неизмерно добар и се знае. Знак на неговата власт им рече веровесникот нивен: ќе биде ковчегот кој ќе ви пристигне и ќе го носат ангели, а во него ќе има спокој за вас од Господарот ваш и остаток од тоа што Мојсей и Арон го оставија. Тоа навистина ви е знак ако сте верници. И кога Талут со војската излезе, рече: Господ ќе ве стави на искушение покрај една река, па кој ќе се напие од неа не е мој, а кој нема да се напие, тој е мој, освен ако со дланката зафати голтка. И тие, освен малкумина од нив, се напија од реката и кога ја прејдоа, тој и тие кои заедно со него веруваа рекоа: ние денес не можеме да излеземе на крај со џалут Голијат и војската негова. Но тие што цврсто веруваа дека ќе го сретнат Господ рекоа: колку пати малобројните групи ги совладувале многобројните групи со Господова волја, а Господ е на страната на трпеливите. И кога излегува пред Голијат и војската негова, Господару наш, вдахни ни издржливост и зацврсти ги носете наши и помогни ни против народот кој не верува. И тие со Господова волја ги поразија, а Давид го уби Голијат.
И Господ му даде власт и мудрост и го научи за тоа што тој сакаше, а да не ги сузбива Господ луѓето едни со други. На земјата навистина неред би настанал, но Господ е добар за сите светови. Тоа се Господовите знаци кои ние тебе вистинито ти ги кажуваме, а ти навистина си еден од пратениците, Мухамед. Некои од тие пратеници ги одликувавме едни на други. Со некои оннив Господ зборуваше, а некои за повеќе степени ги издигна. А на Исус, синот на Марија, јасни докази му дадовме и со Гаврил го поддржавме. Да сакаше Господ, тие по нив немаше меѓусебно да се убиваат, кога јасни докази веќе им дојдоа, но тие не се согласуваа. Некои онни веруваа, а некои негираа. А да сакаше Господ, тие немаше меѓусебно да се убиваат, но Господ прави што тој сака. О, верници, дајте дел од тоа со што ние ве самдуваме, пред да дојде денот кога нема да има ни откупи, ниту пријателства, ниту посредништва, а неверниците се навистина неправедни. Господ е, нема друг Бог освен Него, живиот и самоопстојувачкиот, одржувател, Него обзема ни дремка ни сон. Негово е тоа што е на небесата и на земјата. Кој може кај Него да се засема, освен со Негова дозвола? Тој знае што било пред и што ќе биде понив, и тие не можат да опфатат од Неговото знаење, освен колку што Тој сака. Неговиот курси ги опфаќа и небесата и земјата, и нему е тешко да ги одржува. Тој е Севишниот, величествениот. Нема присилба кон верата, вистинскиот пат јасно се разликува од заблудата. Тој што не верува во тагутот, а верува во Господ, се држи за најцврстата врска, која што нема да се прекине, а Господ се слуша и се знае. Господ е заштитник на верниците, ги изведува од темнините на светлина, а на неверниците заштитници им се тагутите. Тие ги втеруваат од светлината во темнините, тоа се жителите на огнот и во него вечно ќе останат.